14.834 матуранти под построги протоколи од досега во холовите и спортските сали на училиштата, наместо во училниците, го полагаа првиот испит од државната матура по мајчен јазик. Учениците беа во училиштата 1 час пред почетокот на испитот, а во просториите за полагање според правилникот влегоа без своите мобилни телефони, кои ги оставија исклучени во наменски кутии. Новиот начин на полагање за да се спречи можно препишување, што се забележуваше изминатите години. Полагањето во целата држава беше надгледувано од околу 2000 тестатори наставници, кои се ангажирани во други, а не во училиштата каде редовно работат, и плюс околу 250 наблюдувачи од државните институции. Годинава групите од 15 ученици и понатаму постојат, значи секој тестатор кој што е наставник од средно образование се грижи за група од 15 ученици, меѓутоа како што можевте да видите, тие групи се ставени во голем простор. Значи се користат училишните холови, училишните спортски сали или големи ходници, каде што може да се стават повеќе групи. Значи ако холот може да собере 100 ученици, тогаш ќе имаме 6 групи по 15, 90 ученици. Најавата за построги протоколи на дел од матурантите им предизвикала стрес пред полагањето, но велат дека испитот поминал без проблеми. Очекуваат позитивни оценки за да можат да го продолжат образованието. Поголемиот дел дома во Македонија, но некои имаат планови за странство. Се повише удри на стрес така, ама окей, добро поминам, супер беше. Очекував многу постресно од ова и многу построго да биде, меѓутоа сите што беа тестаторите беа многу лабави и ни го трнаа тој стрес што баравме. И тоа. Каде ти ќе се запишеш? Па најверојатно во странство. Беше добро, искрено, јас лично очекував потешко да биде, беше строго, немаше препишување, телефоните сето ни беше одземено. Построго, ама добро. Беше ли малку постресно заради новиот начин? Да. Каде планираш да го продолжиш твоето образование? Се размислувам, може на машински. Јас планирам да студирам на електрофакултетот. Потребен бил краток период на прилагодување за новиот начин на полагање и за учениците и за училиштата. Мајчин јазик во гимназијата Орце Николов во Скопје денеска полагаа 276 ученици. Во разговор со учениците, за кратко време го прифатија овој начин на полагање, сепак за сите нас е. Но малку требаше повеќе организација во простор за да може да се организираме. Ние конкретно сите ученици од нашето училиште полагаат тука, во нашето училиште. Има училишта кои што и од други училишта полагаат во нивните, онаму каде што немаат услови, се полага и на други места, знаете, и по факултети. Инаку, македонски јазик и литература денеска полагаа 10.088 ученици, 4.189 албански јазик и литература и 315 кандидати биле пријавени за турски јазик и литература. Вториот изборен испит ќе се полага на 8 јуни, а како што кажа министерот за образование и наука Јетон Шакири, прелиминарни резултати ќе има најдоцна на 8 јули. Инаку државна матура во Македонија се спроведува од 2008 година како законска обврска и услов за упис во високообразовна установа.